сезона 10. Вечерашни гости Гоце Тодоровски и Дупер со вашиот еден и единствен Драган Жарко Димитриевски. Извини, Боце, извини. 10 камера, се во знакот, се во знакот, бе. Јас сум Жарко Димитриевски, ова е новата сезона на 1 на 1. Сезона 10, дами и господа! Само да го прашам мојот верен пријател, кој ти со кебапите? Како кој бе? Сезона 10, се во знакот на 10. 10 кебапи со кромит, 10 чепет. 10! Мајката! Чиста работа? Чиста работа. Види, мешески ќе си остане мешески, тука немаме што, но како и да е, некои луѓе го немаат мешески, затоа немаат ни 10 сезони бе луѓе. Пример, Бушева азбука. Една сезона има само. Фамилија Марковски има една сезона, харе? Половина, мислам. Да, точно, чак и четврт неверојатно. Брзо ми помина. Брзо помина, токму така. Големи и мали, ако се сеќавате, имаше само една сезона. Ама па таму има проблем продукциски. Овој главниот актер што беше се навлече на дрога многу и мора да прекинат оној диме такси. Забега. Но добро, има и други емисии што траат повеќе од 10 сезони. Има емисии што траат многу повеќе од еден неден. И ја би сакал да дадеме онака шаут-аут на тие емисии, бидејќи ова се легенди луѓе. Например, Драган Вучич има емисија 29 години. Што збори? 29 години. Он е вистинскиот MVP. Браво. Да. Вучич инаку има нова емисија, не знам дали знаете, одлична, возење со Вучич. Ја поддржуваме, ја сакаме. Запрашани зошто упорно го гледате, публиката одговори, па бидејќи 200 години ги има најдобрите спонзори, има кафе, сокче, чоколадце, одиш на квиз кај Вучич и спремен си за задушница. Браво. Види, новиот формат на квизот му го знаеш, значи Вучич е во автобус. Добро. И луѓе доаѓаат во автобусот и одговараат на прашања. Како милионер, ама не си милионер, пошто да беше милионер немаше во автобус да се возиш. Да. Генерално, да. Како и да е, ЈСП мораше да ја смени сигнализацијата во автобусите, па така сега внатре пишува просторот е наменет само за инвалидска количка и Драган Вучич кога води емисија. Инаку морам да го поздравам и мојот омилен. Сериозен сум, значи не пропуштам емисија од Миленко Неделковски шоу. Сериозно, царе. Не без зазанција. Аплауз, нормално човече. Знаеш ли колку сезони има Миленко? Сериозно. Па, стварно не знам, од Кенозоик наваму. Од прилика. Цели има 16 сезони или истраживме 1353 емисии има Миленко, од кои само 1290 со Мирка. Ама па кој сме ние да збориме? Ние имаме само 10. Еден сезона 10, да, само ние и Јамди Бајрам имаме континуитет генерално во држава, од прилика. Но, добро. Во другите вести, да збориме за поинтересни работи, поранешниот председател на општина Центар, Шиповиќ, рече дека за време на фамозното насилство во општината на биро му се качила Даниела Рангелова од ВМРО. Шиповиќу, кој за што си учил? Некому на биро му се качува Рангелова, некому Станојковска. Тоа е. Сакате да кажеме 2-3 збора за името? Не немаше долго време, знам дека тоа сакате. Како не ви е срам. Но добро, сите зборат за името, да бидеме реални. И сите зборат за договорот со Грција. Дури некој велат дека владата е толку многу фокусирана на евроинтеграции, што буквално ја има запоставено економијата и економскиот раст. Ама,
Премиерот не се сложува со тоа. Зошто премиера? Затоа што имаме раст во второто полугодие, го очекуваме растот во третото полугодие и тоа ќе биде истовремено така. Значи толку многу растови имаат што дури 2 полугодија не се доволни, па мора со растови да се навлезе во ново пробиеното трето полугодие и се уште не откриената четврта и пета димензија од универзумот. Растови, луѓе, растови. Вака не беше ни у мое време. Толку растови? Немаше волку растови. Ова е сега сосема ново нешто. Види, грчкиот весник Катимерини неодамна ексклузивно објави стенограми од лидерските средби. И ова е нешто што е поинтересно. За договорот знаеме, ама не знаеме за преговорите на договорот. Например, за време на преговорите диалог имале Заев и Мицкоски. Заев и Мицкоски правеле муавет и Мицкоски му рекол дека нема никаква слика за процесот на преговори, бидејќи не се дел од преговорите и дека треба да започне дискусија во внатрешноста на партијата, бидејќи ВМРО не е хор. На што Заев му одговорил дека и тие не се хор. Каков муавет? Значи, замисли ги Заев и Мицкоски као седат на маса и Заев седи и му вика што мислиш за преговориве? Мицкоски му вика окей, али ја појма немам што преговарате, треба да им кажам на моју партија, знаеш брат, ВМРО ипак не е хор, а Заев да не остане покус му прави, па и ние не сме хор. Па и ние не сме хор. Арно, ама има и други луѓе. Застана таму во ќошето, кај што никој не го гледа, бил и председателот Иванов. На состанокот Иванов го поставил прашањето зошто владата го крие договорот од председателот? Иванов очигледно е како детето кому родителите му ги кријат скапите украси и не му даваат да си игра со нив и он прави, ама го сакам стакленото кукличе, сакам со стакленото кукличе да играм, ке плача, мамо. Доста, Георгија. Само еден човек е поигнориран од председателот Иванов. Да, само водителката на топ тема Сања Васич е повеќе игнорирана од Георги Иванов. Ако сте вие министр, да го поштувате законот. Имам едно Ако не ги поштувате законите, Димитров, ваш проблем што подпишате Димитров, за едината живот ќе ви тече. Николовски, Николовски, Предавство во кое што го подпишавте, Патриотска цел живот ќе ви да се тежи. тргне Не. прчката Никогаш за нема напред. Не, никој не ме слуша. Ама да се вратиме на стенограмите. Во нив стои дека нашиве се убедени дека мораме да направиме договор додека е Ципрас на власт и дека ако не најдеме сега решение ќе изгубиме 10 години. Посебно убеден во тоа е и Бујар Османи, кој рекол дечки, работава е или сега или никогаш. Коинциденција или не, тоа е името на неговиот дебитантски рап албум The Notorious Бујар. Сега или никогаш. Видете на слика. Јо, не е фотошоп. Мешевски од секојаш се сликаше Бујар вака како Backstreet Boys, да? Па ја кога што памтам, да, брат, види. Тоа кој му се другарите? Е, па овој свирина тапа не од левото уште. Даде Арбен. Не сум од овде, не знам. Добро. Било како било, политичарите решија да одиме на референдум, кој, знаете, заврши исто толку трагично како и врската на Ноне. Ништо долго очекуваниот филм. Се насмеа. Не, ова е сериозно. Веднаш по објавата за страшната вест и раскинувањето на Ноне, акциите на Брейзер спаднаа за 24%. Видео немаме тоа? Од Бразерс? Се надевам не. Откако се направи последниот референдум, луѓето почнуваат се повеќе да бараат да се усвои како дефолт начин на одлучување за било што. Значи им се онака уерни на луѓето да гласаат. Па така не знам дали следите, Македонија соочена со голема одлука дали да го кинеме зимското сметање на времето, она зимско-летно. И народот бара истото да се реши на референдум. И сега кај да е, СДС ки искочи со кампања излези, гласај, да ги усогласиме сказалките со ЕУ. На што Пасиев ќе одговори со одење по дебати, кај што ќе вика кој се тие од ЕУ да ни кажуваат колку е саат. 4 е саат. Мицкоски, а ти го сакаш на Пасиев, слободно дај аплауз. Не, Пасиев, морам да признам, и мене ми е интересен. Мицкоски до последен момент ќе се стега, дали да каже, дали да кјути, на крај ќе искочи со став, ја не носам саат, еве видете, појма немам кој како сака нека гласа, народот нека си одлучи.
Абе, хаос ќе биде, хаос. Значи, до толку многу хаос ќе биде што ќе се плашиме да одиме на улица, знаеш, да не прашаат колку е саат, па да речат ти си ваков, ти си онаков. Кај да е Стојанче Ангелов ќе стави видео и насловот на видеото ќе биде ако некој ме праша колку е саат, ова ќе му се случи. What the fuck? Како фраер, луѓе? Стојанче е втор најголем фраер што сум го видел периодов. Прв е, фала Богу, другар му на Мицкоски од оваа фотографија. Значи, батуле, брат. Имав гради у теретана, не делава, многу вежбав. Не можам да закопчам јевига, вака ги. Еба. Ама да се вратиме на овој референдум со сказалките. Шешелј ќе ни честита на резултатот со добро е дека останавте на ИСААТ со Србија. Реално да чистивте дека сте прави балкански хедои. И нормално, на крајот и викаме не на ЕУ, викаме не на сметање на време. Зошто? Затоа што сме точни во саатот или неточни во паметот. Што би рекол Мицкоски, кој како сака. Имаме одлична емисија денеска, Гоце Тодоровски и Дупер се тука. Гуру Харе Бен сега. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Погледни поинаку. Не сум само празна кутија. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од хартијата и од композитот во новите сини контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко, пиво за уживање. Зимувај со Савана. Искористи го попустот од минус 15% за полупансион во хотелите Иглика Палас Боровец и Катарино Хотел & Спа Банско. Или наполни ги батериите во Хотел Мир Златибор. Што и да одбереш, зимувај со Савана. Убавите нешта во животот бараат постојана нега и внимание. Со нашата целосна посветеност и грижа, витаминка кетчапот покрај врвниот квалитет и истиот препознатлив вкус, од сега доаѓа во нова, модерна и подобрена амбалажа. Новата применета технологија спречува истекување на капките и уште подолго ја задржува свежината на вкусот на вашиот омилен кетчап.
Витаминка. Прочитај повеќе. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Не ве видов, само да го ставам од Ремингтон. Подготвени сте да научиме нов збор? Ајде. Денеска зборот на денот е шемо меджамо, што на грузиски означува кога продолжувате да јадете откако сте веќе најаден. Шемо меджамо. Токму таков сум и јас кога пијам чај. Пијам едноставно и откако ќе го испијам чајот, а и правам доседни скечеви и откако ќе ми речат доста досаден си. Сакам да кажам, без разлика од каде доаѓаме, некои нешта сите исто ги чувствуваме и сите исто ги сакаме. Како на пример, добра шолја чај. Добар чај, добар чај. Така е, се најавуваат заладувања оваа зима, затоа нормално снабдете си се со залихи Good Nature на време, да не биде после не сме кажале. Наши фаворити се секако органските чаеви од Good Nature, нели така Мишевски? Така е, само Липа, органски. Бозел, камилица, планински и останатите. Од 24 до 28 октомври има саем Технома, саем Real Expo, одете таму, еден штанд ви е најважен, Golden Art, само таму има дом, не само стан, но кога ќе одите на саем, посетете ги EcoLife пелет оваа зима, дефинитивно најтопло, најекономично, најевтино, најквалитетно грејење има со EcoLife пелет, проверете, македонска фабрика Крива Паланка, единствена која може да гарантира највисока А1 класа, бидејќи самите имаат лабораторија и се единствени на регионот што имаат EcoLife пелет за вас. Да, благодариме. Проверено. Маестро. Каревски, знаеш дека јас и Мешевски имаме предвидувачки способности. Јас лично се уверив како гостин, ако се сеќаваш. Како не? Пред крај на минатата сезона и на вистина работи. Така. Да, и сега треба истото да го направиме. Значи, што се работи? Јасновидец е овој сегмент кој го викаме јасновидец. Овде имаме коверти, запечатени коверти и внатре има прашања, ама ние ќе ги одговориме прашањата уште пред да знаеме кои се тие. Например, ова прво прашање, одговорот му е синус, тангенс, лимес и што? Не имес? Извод. Синус, тангенс, лимес и извод, како се вика децата на Христијан Мицковски. Генерално е тоа. Па сега имам и јас едно да ти кажам. Да видиме. Кој е одговорот? Чекај, малце се успори ове нешто не. Што е, животно ли е? Не. Како се викаше бе овој? Ај тебе нека ти текне. Марко Цепенков. Не. Метју Нимец. Добро, Метју Нимец. Да видиме што е. Што е постаро и од Македонија? Тоа е тоа усвој. Одговорот на ово прашање е името. Не го давам. Не знам, сега ќе видам. Што е потешко за решавање од интегрална равенка? Зошто мене ми се паѓаат шеги од ПМФ? А тебе поубавите? Чекај да видиме сега. Ајде.
Пратеник од ВМРО. Пратеник од ВМРО. Пратеник од ВМРО. Кој е прашањето? Што е скапо, ама мора да се купи. Што е скапо, ама мора да се се купи. Да, денеска знаеме дека имаме супер гости, веќе споменавме, ама време е да го поканиме првиот да дојде. Првиот е легендарен актер, човек за кого не треба да се трошат зборови, пораснавме со него. Исклучителна чест ми е што е тука господинот Гоце Тодоровски. Јас само на почетокот ќе кажам, човекот беше јасновидец, а јас кој ќе ги изведам научаните сум темновидец. Се случува. А сега сите ме гледам чисто и јасно. Гоце, имаш тука чајче ако сакаш да се стоплиш. Јас обично пијам чај од комбуха, ама добро не е. Комбуха? Не знам што ти стане. Види, може и да е комбуха. Не знам. Ако ти е таква среќата, едно од 1000 да ти се погоди комбуха. Требаше да дојдеш како Бетмен и Робин во дуо требаше да дојдеш. Во последен момент моравме да откажеме гостување на твојот драг пријател, исто уште една легенда на актерството Чоре, Благоја Чорески. За жал не можеше да биде тука, ама тоа не е причина да не му се јавиме. Гоце. Може да му се јавиме, зошто да не, да видиме. Многу драг колега, исто. Чоре не се почувствува добро, мораше да откаже, ама се надеваме дека е добар, сега ќе видиме. Ајде. Сериозно му вртиме на Чоре, бајдој. Да не мисли да спасе дека ќе се јави или нешто. Повелете? Чоре? Жаре од 1-1, што правиш во етер си? Директно? Да, директно како во старите времиња директор кога беше. Супер, одлично. Кажи ми што... Како сум? Напад добив на хернија. Аман бе? И да, те треба да се оперират. Бе, Чоре, па ти ништо потешко не си кренал од театарски текст, зашто да Гоце вика, ништо тешко ти не си кренал во живот, каква хернија? Па види, како не сум кренал, сум криевал тешки одлуки. Тешки одлуки, точно, браво. Чоре, ништо ние само ќе ти посакаме побрзо закрепнување, ни не достигаш да знаеш дека си... Јас, види, четврток морам да одиграм представата, откажав операцијата во Петрокија. Така, значи после представа, така. Кукавичо гнездо, ама денеска има страшен напад, тоа беше ужасно, дојде брза помош све. Ма ме средија, козде ми дадоа тие за смирување. И се смири, ама десната страна е потечена. Бе, И многу ми е криво што не си бев со Пикице да си направиме една убава емисија. Со тебе, ама ти ќе не викнеш уште еднаш. Јас ќе те викнам уште 3 пати, Чоре, да знаеш. Па не може само кумчето мое џамбас да го викаш стално, а мене и Гоце да не викнеш еднаш 2 пати. Не, ќе се поправи тоа. Ќе се поправи тоа. Многу здравје. Твојата драга публика. Фала ти. Еве поздрав и од публиката, Чоре. Ти посакуваме побрзо да си те вратиш на 100%, побрзо да се вратиш во полна форма, Чоре. Нема проблем, ќе биде. Чоре, многу љубов. Чао. Чао, се гледам. Да си ми жив и здрав, Чоре. Гоце, ова како пензионерски денови? Двајцата сте пензионери. Па, како, да ти кажем право, ја не осеќам разлика дека сум пензионер, јас сум веќе 5 месеци пензионер, јас сум де јуре пензионер, иначе де факто не сум, пошто се уште сум активен, играм во театар, синхронизирам турски серии, тоа успешно, колку што вели продуцентот, и мислам уште долго време ке работам, се додека ме слуши умот, гласот и ставата, нели? Нормално. Иначе, сега ми стануваат од столче автобус и ми е страм. А порано кога бев измечен, никој не ме шишаше, сите си седеа млади вака и а сега демек старец. Демек дојде со белава брада, со бела брада и старец и ми стануваат од седиште, викам не викам седи си, немам гајле. Ма дури не те става Дедо Мраз да играш добар си. Додека не тоа се Ај за представа. Представата
со која си најактуелен во моментов е Како да ограбиш банка, која е исклучително популарна представа во драмски. Па после 15 дена и можеби 20 години прв се случува унапред да се продадат карти минимум за 2 представи. Топ. Како да ограбиш банка, Како да драмски ограбиш театар. банка, драмски театар. Да, тоа се случуваше порано со Солунски патарди, со Викенд на мртовци, со кажи го маратонците трчаат почесен крокет, Греф Шприцер и така. Ама ова се легендарни, Па знаеш, да, али ова се прва се случува оваа комедија да биде навистина многу успешна, не затоа што јас играм таму, него затоа што играат. А чекај, кажи ми за улогава малку. Што улога играш? Играм дедо, затоа и пуштив брада. Играм дедо и то на Лазе Манасковски, кој е помлад од мене 6 години само. Браво, добро. Актер си па сега. Играш дедо кој знае така да танцува, да речам. Има едни така точки за танцување. Има точки од еден, како не знам многу знаете, Майкл Джексон. Што е тој? Молер. Познат Молер. Майкл Джексон. Джексон Майкл. Јас дека како стар човек треба да изиграм неколку чекора. Чекај, дај Били Джин. Јас сум стар човек. Оди бе. Гоце. Добар. Јас горе-доле ги знам чекорите, али таму, просто као стар човек... Ви Майкл Джексон, како не ги знаеш? Па, малце ги карикирам, знаеш, и на крај, девек ме заволе кичпат и прекинувам, да играм сосема на крајот од целата сцена, нели, кога игра Майкл Джексон. Вака, кога играш со помладиве, даваате енергија некаква, знаеш, ти како искусен актер, цел живот актер? Дава негативно. Нека ти земаат енергија, Не ми земаат, него јас се трудам да ги подучам. И некаде успеам, некаде не, некој сака да ме слуша, некој не сака да ме слуша, што е голема штета. Затоа што јас кој ќе му кажем дека така треба да биде, мора да биде така. Ако не беше така, не беше да бидем ова што сум. Тоа е вистина. Ти си тука да дадеш знаење. Сега дали они ќе го примат или не знаењето, нивно е, нели? И дали умее да го прими знаење. И тоа. Да се вика таленти измеѓу. Последен пат кога беше тука, бевте баш со Чоре и со Ванчо. Ванчо, за жал веќе не е тука, ама не е тоа причина да не се подсетиме на него, бидејќи тоа е најмалку што би заслужил таков човек. Не знам дали кажа прошлиот пат, он е виновникот затоа што ја стана фактер, глумец. Како мислиш? Па така, он студираше прва година во Софија. Добро. И бевме на одбор во Бугарија, во Бургас во Бургас мислам бевме. И на враќање имаше некоја книга од бугарски некои автори, тој цариник вика што ти ова, вика литература. Зашто? Затоа што вика јас студирам рече во Софија глума. А така ли? И ништо му ја зема книгата, ги зема нашите четворица бевме пасоши, ни ги врати 3 пасоша, неговиот не го вратија. И он после 4 години му го вратија пасошот. И он мораше да запише 2 година академија глума, зашто веќе беше отворена академија така не за глума. Ајде. И он пошто запише 2, јас бев веќе 2 година граđен факултет. Ти си требаше да бидеш градежен инженер, да. По волја на татко, бидејќи беше војно лице и не смеевме да го одбиеме. Иначе он така, да. Он ме покаже. Али бидејќи бевме другари од 62 година, тога се вратив од Подгорица и заедно запишавме 5-то оделение и уште од тие детски денови ние правевме скечеви разни за... Во основно? Во основно, на родителски состаноци имавме храброст толку да настапиме пред родители. Што ви беа сценаријата, жите се? Пој да памти залепати, не знам. И така да заедно бевме 54 години. 54 години? Да, јас воедно на комеморацијата баш реков, викам, повеќе бев со него отколку со самиот себе. Така. Ти на еден вид повише го знаеше него, од што се знаеш сам себе си. Па заедно спиевме, повеќе спиев со него него со жена ми. Мислам, различно. Да. Да душе различно. Кажи ми... Во различни кревети, али секој случај пиевме заедно. И Гоце, кога ќе ти го спомнат Ванчо, први као некои 4 дали зборови, дали не знам, на што прво ти текнува Ванчо кога ќе ти се спомне како? На солзи.
Така. И би те замолил да повеќе да не разговараме за него. Апсолутно, нема проблем, нема проблем. Значи, бевме срекни што беше тука, имавме една прекрасна емисија, тој нас ни даде годиништа изворедни шоуа и смеја. Се уште ќе остане во нашите сеќавања, мислам уште барем 500 години. Секогаш, да. Слава му на Ванчо. Слава. Заедно, само да кажам дека заедно стоивме околу 600 македонски приказни. Таква серија не е снимена досега ни во Индија. Мислам, ни во целиот свет. Па ни во Индија. Па дури ни во Индија. Па дури ни во Индија, така е. Така е. Ми викаш сега за млади актери дека не сака да слушаат совети, ама пример, да би требал да кажеш на некој млад актер, онака неколку најважни работи како да има ваква долготрајност, бидејќи ова што го имаш ти, Гоце, и твоеве пријатели и колеги, ова е баш како што кажеш, ова е светска реткост. Не само балканска или македонска. Па не, треба да имаш талент. Сепак на тоа се сведува. Сепак се сведува на тоа. Ако немаш талент, па слушај тој што има талент. А она 10% било талент, 90% работа, важи у актерството или 10%, што се 10%? Што знае дете? Пратеник не разговара за 10%? Никако. Ај работа, многу работа. Треба да се посветиш на нашата работа, пошто и нашата работа е еден вид занает. Па е. Али е уметнички занает, што е уште потешко, поспецифичен. Зошто е потешко, пример, од моляр, да речеме, пример, како занает? Сега малце молерот може да размислува за било што, ќе земе четката и ќе измачка. А актерот мора да размислува на улогата. Мора да се претвори, да игра различен човек од себе. И да ја убеди публиката дека навистина јас сум тој, ако сум ја Гоце Тодоровски, ама еве го играм Ставре. И јас морам да бидам Ставре. Добро, имаш некоја тактика да заборавиш на макиве Гоце што ги има дента баш, не е расположен, тажен е за нешто? Влегувањето на сцена е чудна работа. Адреналинот толку се покачува да дури со скршена рака, каде што сум играл јас, не осеќаш болката. Забораваш, а? Забораваш на болката. А која улога или представа или нешто ти била онака најпредизвик, тешка да се даде на сцена, а? Нема такво? Нема такво. Јас престанав да имам трема уште од 3-та година академија. И дали била премиера или не била премиера, мене, затоа што улогата ми изработена до перфекција. И нема што многу си сигурен? Пресигурен. Пресигурен. Да. Ми звучи малце како фалба, али тоа е тоа. Тоа е работа. Значи, така, талентот е еднава работа, но преку работа ти стануваш сигурен во себе си. Така да ништо не може да ме збуни. Дури ако заборави текст, сега го знам и неговиот текст, сега ги знам текстовите на моите колеги. Сега после толку години, аплицираш или како се вика тоа, се пријавуваш за национален уметник, така, и ти го направи тоа или не? Го направи тоа, ама не ми ја дадоа, не знам зошто. Значи, беше одбиен? Бев одбиен, добија други луѓе, мислам, исто значајни за Македонија. Знам дека доби Гаро, Владко Стефановски, али ете, јас не ја добив. Не ја добив. Добро, имаш намера пак да аплицираш? Не знам како оди тоа. Па види сега, пример? Ете, Ванчо ја доби, не се израдува на незе. Точно, ја доби 2-3 месеци само. Толку, Владимир Ангеловски дади, ја доби, и тој не се израдува на незе многу, дали имаше година дена. Карадак исто ја доби, исто и он не се израдува. Мене ми е сега страв да аплицирам. Значи подобро батали, а? Кажи ми, надвор од сцената, што те одржува вака, да речам, што ти дава енергија во форма, што те одржува? Па ќерка ми. Така? Да, и син ми. Ќерка ти се бавеше со дизајн, ако не се лажам? Она има завршено средно уметничка школа, сега работи во музеот на македонската борба како раководител на депо, каде што се складираат стари оружја и ти работи и води евиденција за нив. Иначе уметник е црта, сега ги црта ликовите на позначајните револуционери на македонската борба од времето на Илинден и мисли да направи една изложба, да ги црта во графика. Ти има портрети цртано свој? Не и давам. Не? Со брадава сум многу ружен, нели? Зашто види го? Ја баш сакам како дедо ваков да бидам. Нема време за мене. Она и така секој ден ме гледа, она може и без гледање да ме нацрта. Фејсбук имаш? Имам Фејсбук, али не го активирам многу. Иначе не најблиску си бил до што, например, како порок, онака да ти стане навика? До манекенките. Да? Одлично! Бидејќи сум мал и скомплексиран,
Аха, и кој ќе дојдат високи, Многу сака високи женски. Те разбирам, Гоце, и јас сум таков. И јас сум таков. Те разбирам, да. Кажи ми за овие дружби, бидејќи, знаеш, вие сте како да речам, како олицетворение на актери боеми, на актери кои уживаат во животот, знаеш. У минато време збори, уживале актери, веќе сме во години. Па добро, уживале. Ете, да те вратам кратко на тие денови од драмски, на тие седенки. Пример, имало ли некој момент кога сте одседели повеќе од 24 сата? Па, имало денови кога јас знаев дека не спиам по 3 ноќи и по 2 дена да бидам буден. Или обратно 3 дена да бидам буден, а 2 ноќи да не бидам буден. А што те крева во тие моменти? Алкохол, нормално. Да. Горивото. Бидејќи никогаш не сум користел наркотици, тоа не ме интересира. А имало Гоце во тоа време? Па имало не толку често, али имало хероинот беше тогаш многу популарен. Да. И белово, како го вика тоа, кокаина. Брашно. Тип 500, али тип 400 беше вака, мислам, фейвер. Мислиш дека такво време театарско може да се врати со толку популарни, да речам, и актери, представи, луѓе да чекаат редици и редици, или едноставно времето, технологијата е таква, фејсбуци, све што дојде? Тешко да се врати. За жал тешко да се врати. Заради глумците или заради општеството едноставно што е такво? Општеството си е општество. Зоран Заев вели општество. Општество. Да, општество. А и ради глумците исто. Значи, заради две работи. Порано имаше критериум, сега нема критериум. За жал. За жал. Но тоа е лошо. Гледаш Чаре? Колку толку да се подкрене квалитетот? Гледам. Гледаш? Ама не можам да го кажам. Зошто бе? Па не можам, ќе навредам некого. Добро, фер е и тоа. За крај, бидејќи сме при крај, уште еднаш, како да се ограби банка е представата која во моментов руши рекорди, да речем, или тргнува да руши рекорди во драмски. Таму си заедно со кој, да ги кажеме чисто како екипа? Со Лазе Манасковски, со Марија Кондова, неговиот син исто игра таму, иначе неговиот син ја и режираше представата. Браво. Игра Калина, игра она, па тие сме. Одлично, добро. А кажи ми... Кажи ми чисто за моментов со колегиве ваши се вселија, нели, нови театри направија МНТ и други. Драмски има ли најава за... Драмски станал голубарник и глувчарник. Има глувчарник? Има мачкарник. Има и мачиња, а? Да, и лоши глумци. Не, и глумци. И глумци. Да. Глумци, мачки... Глумци и глуви. Гоце, а филм? Има некој филм? Знам дека Чоре игра во филм, така се снима, баш сега мислам со Милчо Манчевски. Мене ме чуди тоа, зашто Милчо Манчевски мене не ме зема. А порано бевме пријатели, јас го внесов во драмски театар, заедно со мене идеше Иванчо, баш вика, бе, кој ти ово што го носи стало сот, бе, викам, ти режира филм. Тој филм требаше се вика Сарма. Јас требаше да играм главна улога од тој филм. Значи, збориме за ептен назад, уште пред дождот, пред се. Да, и он после отиде за Америка, го направи тој спот каде што зема прва награда, дојдов дека го голем режисер, требаше да играм, да одберам трилогија, во тоа време бев во Австралија. За кој филм? Првиот филм што го снимал во Македонија. После пред дождот? Прв филм кој сними во Македонија, Милчо Манчев. И па пред дождот. И ми дадо сценарија, баш Мони Даменски ми даде, рече, одбери 3 улоги да играш. Јас закастив на кастинг, бидејќи бев во Австралија, дојдов следниот ден, а претходниот ден беше. Деве и за толку ли? И дали ми се наљути, не знам зошто. Еве го поздравувам Милчо Манчевски, што сака нека биде, тој е негов избор. Го поздравуваме и ние, Милчо. Гоце, јас знам дека ќе имаш уште голема кариера и понатаму, бидејќи иако си официјално пензионер, гледам дека ниту се даваш, ниту те даваат. Не ме даваат. Да, и тоа е многу важно. И ајде, дај Боже да има за многу... Јас сум се договорил со самиот себе дека ќе живеам 102 години. Зошо баш 102? Чекај. А Господ нека придаде. А, така? До тука ти, од таму Господ нека придаде. Гоце, те испраќаме со Good Nature чаеви
И имаме исто и пакет од витаминка, еве, стои флив 40 години, Добро. да си ни жив и здрав, да се Фала видиме му. наскоро за некој нов проект. Може Апсолутно, така? може, Гоце може. Тодоровски, продолжуваме со Дупер ние. Продолжувам сам. Да, Ѓоков е појачал на сендвичи, очигледно. Океј, Тарик Филиповиќ наскоро доаѓа во еден, тоа е супер вест, едва и чекаме, Тарик ќе дојде многу наскоро, но сакаме да најавиме представа од Тарик која што ја игра во Македонија, тој е на турнеја. Представата се вика Чиро и е за легендарниот фудбалски тренер Мирослав Чиро Блажевиќ. Многу добра представа, одете да ја видите во Битола на 22 октомври, Скопје 24 октомври, Струмица 26 октомври, Штип 27 октомври, значи Чиро со Тарик Филиповиќ, ете така, а ние сега си продолжуваме. Имено, не знам дали чувте, разрешениот заменик секретар од ВМРО ДПМН Петар Богоевски даде една многу страшна вест дека духот на Никола Груевски наводно се уште живее во седиштето на партијата. Да, и ова кај народот хистерија предизвика, сите се исплашија, не се смеј духови, не се смешни. Значи, сите се исплашија и ние за да ве смириме, ќе ви кажеме топ 5 знаци како да знаете дека сте обседнати од духот на Никола Груевски. Значи, ова се топ 5 знаци како да знаеш дека си обседнат од Никола Груевски. Одиме, број 5. Оден си клаустрофобичен, страв ти е да не те затворат. Број 4. Стануваш се порелигиозен, се крстиш во председателот Ѓорги Иванов. Во име на Димитар Апасиев и Светиот Ѓорѓе. Број 3. Како да знаеш дека си обседнат од Никола? Порано гледаше жолти, сега гледаш плави комбини. Број 2. Како да знаеш дека си обседнат од духот на Никола Груевски? Престана да играш ризико пошто се плашиш од тенкови. Бега, брат, тоа тенковите. Тенкови. И број 1. Број 1, како да знаеш дека си обседнат од духот на Никола Груевски? Се нервираш кога некој ќе ти каже ај па за многу години. А тука со нас се изворедните нови дечки на музичката сцена, маестралните Дупер! Дупер! Аре? Дупер? Супер. Си фан на Дупер? Пази, не се мој тип, али пошто имаат некако тело за на телевизија, мислам дека проаѓаат. Да, одличен. Да, ми се допаѓаат, се шегувам. Одличен грув има, значи не сум твој тип, ми е као врвно, сега и вторава песна малку поише ми се свиѓа, не сум твој тип, ама тоа е дека тоа е заради мене. Чисто. Не знам, нешто тука има, ми е така, не можам да опишам. Малце влечено на родњачки волја за тоа. Втората или првата? Па и двете уствари. И двете влечат, тоа и мене ми беше Еј, кој делче најонака ти фаќа као народно? Ја знам. Тој? Да. Не сум. Све може да е. Но добро, нема веза. Може, Како и да има е, тоа во прекрасни песни, од кои што веројатно највише се издвојува играњето на Борис се уште во првиот спот, нели? Во Не сум твој тип, тоа беше фантастичен еден танц. Малци и вториот, мислам. Местен ли е танцот или е спонтано Не е дојден? спонтано, све е Сигурен ли си? Ај, размисли. Човек да ти побара да го повториш, ќе можеш да направиш такво нешто или Треба никогаш да ме толку побара. добро? Треба да се побара, да. Слушај, Треба да чекај, побара. како иде Не сум твој тип, од кој акорд почнува? Од демо. Од емо. Од Е. Ај пробај чисто да го Кажи. видиме. Емол. Од емо. Дај да видиме.
Ајме, како е танцот? Значи со рацата одиш. Вака, во? И тука само да доле, лево, десно. Опа. Којше доле, не знам што се зима доле, ама. Одлично! Одлично! Добар бак, добар. Па ти си го вежбал! Тоа е вежбано. Како Добар иде? ми сон да го станеш, може да го направиш. Ќе го направи тоа. Илчо, кој е најонака момент кај што осети, еј, популарни сме? Уф, знаат луѓе. Кој беше онака момент кај што превргна работата? Појма, не знам. Берберот ме позна дека сум... Берберот? Да. И што ти рече? Па он ме знаеше преку татко ми, сега ме знае преку мене. Како знаеш дека си устав? Да. Кул. Мартина, која ви е приказката? Вие како се запознавате уствари? Се О, знаете извежбана приказна ми е. Колку време имаме? Многу е долго. Видете го времето колку е. Гледај. Крати на Вака, брзинка. 3-4. Ја и Бори се знаевме као помали и после као не се дружавме многу, поише се дружеа Илчо и Борис. Ја го знаев као познаник ми беше Илчо. И на крај ја и Борис завршивме да свириме и на најдена го донесе Илчо на проба. Како, накако донесе на проба? На проба се. Па добре, не реагираше ти кога што човеков на проба не најавен. Да, маце беше Да, така вака, беше надоле чудно. свиреше. А ти им рече, еве, дојдо. Така е. Да го подобрае, да. Да, добро, кул. Дупер. Значи, кој е етимолошки онака дупер? Што значи? Дали е човек што многу се зеза? Као Борис, ти си прав дупер. Да, тоа. Од таму е? Да. Три различни има, едно Да. као мене, едно као незе, едно као не. Баш кај дупера боле од супер така. Значи, фактички тоа е суперлатив на супер е дупер. Да, Деме, без колку супер. добро си помина, супер, а ти Дупер. Добро, нема врска. Така на концерти ќе викаат кај нас. Сега Мартина нешто сериозно. Вторава песна која ја правевте. Имаше притисок, онака, еј, ја бе, слушај, ова беше популарна, сега што правиме? Да. Да? Да. А тоа значи дека сега Нормално. за третата па е онака као mind-blowing притисок? Па не mind blowing, мислам дека многу посигурни сме сега. Со втората, да. Затоа што третава ни е лудница, така да. Значи третата е уште подобра. Третата стварно. Ако првите две беа супер, оваа е Дупер. Борис е фан на хип-хоп. Така негде сум слушна вистина. Да. Да? Јам читан на интернет. Што слушаш, Борис? Хип-хоп. Слушам Kanye West многу. Kanye West го слушаш? Не. Да. А го следиш вака шопре, дека беше кај Трамп, дека тропаше глупости? Тоа само не го следав. Тоа е најинтересното од Kanye West, пријателе. Што се деси? Толку знам. Се бламираше човекот. Не го интересира политика. Не те интересира политика, каков човек си ти? Kanye West, омилена песна. Ако више го слушаш, мора да имаш. песна. Black Skinhead. What? Која е таа? Дај ни малку флоу. Тус пас, тус пас. Така почва. А лирикот што е? Еј, не знам. Не ги Ајде, читам, дај никогаш малку. не читам текстот во принцип. Дај малку нешто. Дај нешто на македонски, срцето татуирано. Сакаш да ја запееме? Ето. Имам Борис, се тоа. чекај, имаме профил. Така? Не. Тесно, не работи. Денес ме згнавте само да пеам. Сцената Ова е не твоја, работи. Борис, стани и повели. Се дечки. На срцево имам тетовирано еден збор. Извини за се. И само момент. И што туку ми пиша Трифун дека ќе ве спонзорира. Океј. Свирки ужива некако потнко. Да, нема. Нема. Што е работа? Знаеш, многу луѓе сака да ве чуе. Свиравме сега во саботата на 6. Свирате у МКЦ. Еднашка. Кај да свириме? Еднашка. Ќе свириме пак у МКЦ. Има во план да почнете или сакате да соберете Сакам да се материјал? спремиме малку. Имам материјал. Чекај, сакаш да кажеш, имате онака пример 6 песни? Имаме 2 албума Точно ние. 6 песни има. Да. 2 албума. Зашо Да. не ги На вториот издавате тај без сите страна одеднаш и имам, пензија, онака. Толку. 3 албуми.
Ба, на Елвир Мекич му требаа 20 години 3 албуми да направи. Бидејќи толку ни е времето, дали е вистина дека не сум твој тип, спотот е направен само за станот да го продадете и тоа е тоа. Тоа била целта. Да, па го има бројот доле у дескрипшена кој се свија. Озбилно. Да. Значи цена? Ние земаме процент на крај уствари. О, супер. Ви стигаат пораки такви у инбокс? Цена? Па до сега. Цена? Цена. Мене ме чуди што нема таков коментар за... Се уште нема. Уклучи се утре. Тоа беа Дупер, дами и господа. Супер. Сме на финишот емисијата, ова е ствари најинтересниот дел. Значи, имаме подготвено нешто многу специјално. Душа не е толку подготвено колку што ќе видиме како ќе испадне. Може да испадне лошо и во кој случај ова нема да се најде во емисија и ќе бидете почестени што го гледате. А во случај да испадне добро, ќе го повториме пак во некоја друга емисија. Зашто се работи? Многу луѓе слушаат странски хитови. Така, еве, кренете рака кој слуша повеќе странско од македонско. Сите, нормално, и тоа е окей, но да пробаме малку да го смениме тоа на начин што нема да ве форсираме да слушате македонска музика, туку ќе пробаме странските хитови да ги направиме македонски. Тоа е уствари целата работа. Дајте една рандом некој хит странски да видиме. Ова е Ед Ширан. Го имам тетовирано, не знам дали знаете. Ја знаеш, Тоци? Сега ќе провериме. Сега ќе видиме. Од кај да видиме ова, како ќе му да е? Добро, само да размислам за текстот. Добро. Одиме. Бевме сал деца, коте за